Како што се ближи датумот за локални избори во Република Македонија, така повеќето градоначалници од Социјалдемократскиот сојуз во паника од тешкиот пораз кој следува на изборите и немањето доволно време за реализација на вистински проекти, влегуваат во избрзани кампањи со реконструкции и други скромни зафати, при што воопшто не се води сметка за здравјето на граѓаните кој може да биде загрозено од пандемијата со вирусот COVID-19. Таков пример деновиве е и општина Газибал, каде градоначалникот Борис Георгиевски после преспиени 4 години реши на крајно неодговорен начин да ја отпочне кампањата за локалните избори. Имено, заради реновирање на кујната во објектот Калинка на градинката Детска радост, спроведено е преместување на групите на деца од објектот во Железара во објектите во автокоманда, при што е направен нов распоред за сметување на децата. Со воведување на овој распоред, децата од Железара ќе бидат сместени во адаптирани канцеларии, при што ќе бидат спречени да ги извршуваат своите секојдневни активности. Уште поголем проблем е што дополнителното зголемување на групите во објектите во автокоманда ќе озголеми ризикот за ширење на вирусот. На веб страната на градинката се запишани бројките за опфат на деца кои се дозволени во време на пандемијата со COVID-19. Во моментов тие бројки се многу поголеми од дозволеното, па го прашуваме градоначалникот кој ќе одговара за ваквото кршење на протоколите и кој ќе одговара доколку се зголеми бројот на заболени деца и вработени во градинката. Дали групирањето и преместувањето на децата е оправдано и прифатливо? Дали ќе успеат воспитувачите и негователките да ги спроведат сите протоколи за заштита од коронавирусот? Зошто градоначалникот донесе одлука сега да се реновира? Не ли беше пологично да се реализира ова реновирање во изминатиот период кога детските градинки беа затворени? Или повторно станува збор само за нов опит на градоначалникот за добивање политички поени пред истекот на мандатот? Почитувани, грижата за здравјето и безбедноста на децата секогаш треба да бидат на највисоко ниво. За жал, градоначалникот на општина Газибала и Социјалдемократскиот сојуз уште еднаш покажа дека и во најтешките моменти за државата не се воздржуваат од своите неетички кампањи. Благодарам на вниманието.